сакате? Дајте ми ги, верувам се. Еве, се здрави да си ги јадете. Ајде, убава вкусна јаболка, само качичко амир. Какви тешки и вкусни репчиња. Што туку извадени од фурата? Само за на вашата трпеза, повелете. Бегате! Еј, тоа се мој репчиња, стојте да ви гума. О, батли, цел живот ме поминаме во бега и криње велко. Аман! Набајте кај да одите, тргнете се. Повторно побега. Јас ќе тргнам малку, а вие на друга страна на кашаме и вие на шоферица. Одма избаси жива глава. Ама јас сум мудро момче, никогаш нема да не фатам. Ќе не фатале. Ала ви, пак ми се клетка во некаква неволја. Така Фатима, што да правам? Невојата цело време се клетка Сонја, не ја Сонја. Така ли ја бу? Така е, како не. Не знам само еден ден во кој затвор ќе завршим. Ти си опасно момче, еден ден ќе ти треба многу повеќе од треке за да се изврачиш. Не грижи се. Знаеш, стреките е секој што мојата страна. Може да погледам? Колку убава свила. Колку ти? 4, еве, за тебе 4. 4, а? Немам. Еден ден ќе имам. Ќе ја купам најубавата свила за мајка ми. И ќе ја сошам најубавата баја и ќе биде мојата супа. Богу ти се Фатима. Богу ви поздравија мајка ти. Повеќе, земи. Повеќе, земи. Не може. Брат, сакам. Нема никој, нешто јас да нешто веќе 3 дена. Ајде да дај твојата вечер. А го вемнаш? Бумам. За кого ќе оставиме вака сиромашни? Навистина? И сама ли патуваш? Да, јас сум само обична сиромашна девојка. Дојдов да го видам градски. А ти кој си? Јас сум Алвин. Ова е мојот најдобар другар Абу. Абу. Ја го нерки мајка. Чекайте, ова не разбирај. А јас не кажам за себе. А за кого тоа? Па за мојата сестра. Та не е баш како што треба сум. Туку така пред одам ке доктор. О, да, бато, еве го доктор. Добро ли си дете тоа? Да, доктор. Ова е доктор Абу. Ова е началта работа што ме види. Сите им знаме. Доста веќе. Сите добар сме тоа. Пред, одете. Пуштете ме Петраш. Знаете ли која сум јас? Јас сум принцезата Јаспо. Принцеза, простете, ние не познат. Ве молим, не пишете се. Ако кажем на татко, султан, сите ќе завршите во затвор. Затоа ослободете го Аладин Петраш. Ајде. Слушаш, принцезата Јасмин. Ќе се видиме повторно, Аладин. Абу, мислам дека се заљубив. Гледам, многу си снаодлив и брз. Токму тако и потребно. Не ми зборуваш зошто ми ти требало. Имам важна работа за тоа. Многу важна. Нешто што само ти можеш да го направиш. Важна работа. Добро, слушам. Но што ќе добијам за богатство? Богатство што не можеш ни да го замислиш.
видиш недогатен човек во ова царство. Чекай малко. Вие или сте се препознали, или сте ги помешали лунчината. Вие въобще не ме знаете, а од мене ќе правите најбогат човек од царството. Много смешно! Ја започвам од рот. Ти, случайно да не си Аладин? Аладин. Каде го знаете моето име? А, бре, дете, па како може јас да не го знам твоето име? Па ти си мојот внук Аладин. Од барите најдобро. А јас сум, тоа да ми изгледа всичко за пари. Брат ми, како е татко? Невозможно! Тој никогаш не те спомнал, ништо и мајка ми! Многу одамна, пред да се родиш ти, јас заминав во Африка и долги години живеев таму. И после долги години ми падна шанса и решив да се вратам, да направам најбогат човек пак. Чудно! И како ќе го сториш тоа? Ајде, дете, не чуди се. Почу да се случува овој светот. Одеси ме кари до дома. Ке вечерам, а и мајка ти многу ќе се израдува. Да вечераме, ние одва има пари да ручаме, нема да вечераме. Чато, речишко ти джафар. Од сега, сама со влада, ќе биде вирус. И, ајде, како ќе го сториш тоа? Одај ме. Овие за мене се? Па да, внучко мој. Сега, веруваш ли ќе си джафар? Па да, сега ќе имам што да купам за мајка ми за вечера. Се разбира, ќе направиме голема гозба. Слушай ме сега, ба. Овој джафар ми личи на расипана банана. Нешто смрди тук. Смрди! Викаш, сигурно си ти. Кој знае каде се валкаш това? Јас сум чист и елегантен мајмун. Разлика од тебе пред 200 метри. А, извини, господине, елегантен, но погледни се, види се својата опашка. Личи како старо јаже за алишка. Јас барем имам опашка, а ти, да своите пердови личиш на сварено пиле. Што кажа? Повтори ако можеш, ти плакнеш на чудовиште. Плакнеш, но шарманте, разлика од тебе, пердове ставгачи. Ставгачи, јас барем некаде банани. Кој, јас? Не знам зашто зборам. Да, сите видео кога ги украте бананите. Еј, а гледај се својата работа, пердове ставгачи. Ако само че за 5 минути ќе ти дадам море. Море? О, па ја се Божа да море ми. Веш затоа нема да ти дадам. Боже, да с тебе. Еј, Јано, а буведеш тук. Што ли се вплеткало пак? Беше подрутен да направи се, само да ја извлече мајка си од сиромаштијата и бедата. Сонуваше за денот, кога ќе чекори со голата крената глава низ градските улици, заедно со својата мајка, облечени во свила и кади. Ах, соништа.
напука на некоја гејле. Постојано ме ужекуваш во неволите, синко. Немојте да се грижите, нема направила никаква беј. Мајко, ти донесе ви гости? Гости, добро дојдовте. Кои сте вие? Јас сум Џафар, чичкото на Аладин. Примете сочувство за брат. За брат? Чичко на Аладин. Не, вие мора да сте грешка. Немаше брат, никогаш не ви спомням. Моето братче беше многу малец кога замина во Африка, па може би ме заборавил, па затоа не ми спомнам. Не ми се допа добро. Гледайте колко е кисело во лицето. Изгледа како да јадел лимон цел ден. О, кој зборува, а ти пак личиш на сварена ужа. Одаче, ти предувеста плето. Ти рече лимон, и јас само ти вратив со вистината. Престанете! Милосна, верувајте, дојдов многу далеку и со години не сум ве видел и кога разбрав дека брат ми почина, ме стегна срце за вас. Сакам од мојот друг да направам најбогат. Сакаш ли добиш помогу? Сакам. Како ти го направиш тоа? Што треба се ми стои? А, не грижете се. Многу лесно. Само треба да отидеме на стара пештера и да земе нешто речи си безначајно. Јас сум многу стар, па не можам да влезам внатре. Да поголам, нешто ситно и беззначајно, што ти донесе голема моќ. Не ви. Абе ти си бил паметен мајник, само че ти пари. Да бев малку поголем, досега да те спакува кој колонет. Јако, биди учени со домачини. Размисли добро, мило. Твојот сопруг, твојот син може да биде Бог и Бог. Ти живееш без грижи. Извини, Аладин, што мислиш за ова? Не знам, мајко, но звучи интересно, како авантура. И најважно, веќе няма да бидеме сиромашни. Не, голема греша. Молчи ти, крзно кебе, да ти покажам која крзно кебе, ту е стаме. Што да правам? Само вети ме дека ќе видиш. Грижи се, мајко. Знаеш дека син ти уме секогаш да се наде и во најлошите моменти. Дојди сегаш да видиш што купнеш кога Џафар. Види. Џафар, додека вечераме, така да ни кажеш за Африка и чудните работи што си ги видел таму. Секако. Ајде, поведете. Ја вечераме. Ајде сега да разкажем. Што се е видел во Африка? Сега Џафар, вети дека својот понаречен друг ќе го направи Бог. Но секој услуга си плати. Некогаш цената може да биде преголема и ризикот ќе донесе богатство. Не ми се допадна мојот искрен. Ајде, Апо, смири се. Ова е моментот што го чекавме цел живот. Почекайте ме, воздушници. Птица не камила. Птицата не зна да лета. О, да, многу смешно, мајко. Кога ќе стигнем во пештера, ќе те затворам во некоја стара глинена ваза. Ќе ја покрием со камен и никогаш нема да излезеш оттаму. О, колку ти се плашам. Големата црвена кокошка ќе ги затвори. Престанете! Влакнести бробливци!
Пещерата е тука, момче. Но запомни, истинското богатство е она што не секој може да го види. Тоа е секој скриено од очите на обичниот човек. Што сакаш да кажеш? Понекогаш судбината ги одбера само оние кои што има нешто посебно во оние со чисто срце. Чисто срце е токму така, момче, да ти си избрани. Пещерата ќе ти ги отвори вратите и ќе ти го даде нескапоценато нешто во неа. Ламбата. Чекај. Ово сака ламба. Од сето богатство. Ламба? Зошто ти толку важно? Премомче, таа ламба ми е драг и стар спомен, но исто така таа ламба ќе те направи најбогат. Но запомни, освен ламба, не смееш да шепнеш ништо друго. Скапоцени камења, злато, ништо. Не на ова работа, не ми се работа. Добро, помогни ми да влезам во пещерата и ти ја земам ламбата. Одлично, момче. Време е. А да се вратиме ние дома? Оди, момче, земањето на таа ламба е твојата судбина. Ти ме го спрв, се разбрахме? Оф, мајко, кој знае што ме чека таму? Аладин немаше избор. Веќе тргна и назад враќање нема. Ја помина пустината, стигна до пещерата. Дали ова ќе биде патување од кое нема враќање? Богословие има на едно место. Волкова, ќе го земам. Абу не! Знаеш дека не смееме да допираме ништо тука. Полна се магија. Секогаш правила и само правила. Аладин, таму нешто мрда. Абу, што може да мрда овде? Аладин, што тоа? Живо е! Ова не ти беше потребно. Добро, слушай, ти летачка крпо. Со мене да си немаш работа. Ако не сакаш од тебе, да направам вреќа за коптери. Аз си најден од пријател, сакаш да те развесели. Или да ме излуди. Пушти ме, ти летачка перницо! Мислам дека не бидеш добар пријател. Добро, ако сакаш да се дружиме, прво мораш да ми покажеш дали знаеш да играш. Пушти ме! Абе
ти домар си, бега од мене! Ајде, доста е забавно. Сега да пронајдеме лапти и да излекуваме одове. Еве, толку едноставна, а Джафар толку многу ја сака. Но зошто? Алади! Ја зелени! Да! Одлично! Браво, момче! Сега помогни ми да излезам одове. Се разбира! Само, дај ја прво лампата! Чекај, прво и аз да излезам и ти ја дадам. Секако! Само, дај ја прво лампата! Не може, прво и аз да излезам. Будала! Дај ја бе! Абе, не може! Така ли? Пушти не! Слушаш ли, лажливец? Што ти реков? Овој што ти села по лице, знаеш дека постои нешто мачка. Сега, што ги правим? Ами, да измислиме нешто и излезе. Толку едноставна, а това толку многу ја сака. Зошто? Ой, ти просто! Какво време? Кој си ти? Јас сум Алден. Ти кој си? Јас сум Динот од ламбата. Кој е господар, кој може да ти исполни секоја желба. Абе, кој од кој полу? Ова е ишта почуден и од летачката крпа. Еј, а да го посакаме за тоа во магарашка кожа? Може. Опа! Тие двајца сте многу интересни. А овојте, значи, како моден додаток. А што е ова мало крзнено нешто, што не личи на ништо? Па, господару, ти си посакаш нешто или ќе ме гледаш само со зимата уста? А нека не заврно. Денска денот ми тега со 300 чуда. Како прво, да излеземе од ова пештера и после ќе размислам за жълби. Излез. Много лесно. Крзнено ништо, свестен си. Ајде сега сите подготвени. Кога посакуваш нешто и кога копнеш толку многу за својот сон, тој сон се остварува. Мајко,
со ништата ни се исполнија. Имаме дом како што служуваме. И како што се вети, се купна и главата свила од некојата патима. И се сошиш на главата баја, тоа што има за супата. Имаме богатство, мајко, големо богатство. Сине мој, своето срце е полно. Богатството е ништо на чуждо. Облеката не го прави човека подобро. Мајко, имам уште еден сон кој се уште не е исполнен. И јас не можам да ја заборавам. Таа ми е во срцето. О, селамо. Ламитко, глупав. Ако е така, јодам при султанот и ја побрава јас. И син, како султанот ќе ја даде керка ми не позна? Мајко, ние не сме непознати. Јас ми мене ме познава. Се сретнавме на пазарот, зборувавме. И јас знам дека таа ме засети уште прв пат кога ме погледна. Видов тоа во нејзините очи, мајко. Стоп. Што е ова? Античка љубовна драма? Ќе одиш со поклон и ќе го молиш султанот? Не. Остави ми го тоа мене. И јас ќе го следам тоа што треба. И јас можам да помогнам. Ти, што ќе направиш? Ти можеш само да одите кон ги украдеш блеските на султанот. О, кој ми вери? Јас сум крадец, а ти што си? Балончето зборува? Слушај ти, малечко мајмунче, ај гледај си ја работата, да те закачам на дидов како трофеј. Ти си погледал некој погледал, ето полно со болни. Дину, што имаш таму? О, само почекай, имам гениален план. Слушај, ние ќе приредим спектакл, нешто што ќе го одуши ќе направиме величествена парада низ градот со мајчини слонови, танчерки, златни кочи и полни со скапоцени камења и подароци. Ти, Алан, пристигнеш како пистински, облечен по нескапоцени јанешти. Ќе ти помогнам да изгледаш како да си од неблагородно кралско семејство. Султанот нема да може да одолее, ќе биде магиуса, твоето богатство. Тоа е брилијантно, но дали ќе успее? Верувај ми, пријател, ако нешто знам, тоа е како да направам представа кој никој не. Почекайте. Ќе направиме најпрво како што е ред. Јас, како мајка, ќе одам кај султанот и ќе ја поберам раката на јас. Ако не биде работа, тогаш ќе одиме по планот на джипот. Како ти кажеш, мајко, сигурна ли си? Да, си. Мајка ќе стори се за својата черка. О, мајко, еве, подари го ова на султанот како поздрав од мене. Верувам ќе го пришти подарок. Ах, клубен мој, уште една прекрасна вечер во моето царство. Денес имаме важни гости, везирот и неговиот син. Ваше Височество, ве молам, позволете да ви го представам во мојот син, како најдобриот можен избор за раката на вашата ќерка. Тој е интелигентен, благороден и нели сине? Да, тато. Тој е силен и мудар. Да, тато. И секогаш знае што да каже во вистинскиот момент. Да, тато. Величество суд. Тој да Бог извисти. Мојот син. Але, ја сака вашата ќерка. Сака честно да ја побрани за раката. Това е дава одлука. За да се почне. Многу интересно. Но тој е само обичен граѓанин, зарем не? Како би можел тој да стане сопруг на мојата ќерка? Не, не би добра работа.
Но, татко, јас... Величество синко, нема потреба да размислувате повеќе. Моето момче е вистинскиот избор за нашата мила причата јасна. Тој е благороден. Да, татко. Право е. Да. И нема да остави никаде да земе принцеса. Да. Ваше височество, стигнал принц Талис, го честа на путь. Нека влезе. Величествени, и сите ги што може би сам победа, не чекајте, уживајте го, гостувајте му се на прекрасни, неверојатни, несекојдневниот принц Али! Ваше височество, наш болен службен, овде дојде да ја погледам раката на вашата ќерка. Изгледате јасно. Јас сум навистина збунет принц Лаш. Не те познавам. Не сум слушал за теб. Од кое царство знаеш? Од едно ново, далечно царство, где има високи палати, огромни богатства, бе, рајде души. Но, татко, јас го познавам. Ова е човек, кога се сади, прилет патровно да биде. Чекам секој ден. Повеќе, како повторно ќе се сретнем. Оф, што да правам? Што да му кажам на везирот? Мил мој султан, погледни колку се сака, зарем не е љубовта најважна? Љубов. Добро, добро. Ако мојата ќерка е среќна, тогаш и јас сум среќен. Прифаќам. Принц Лали, ти ја давам раката на мојата ќерка единица и е благословен да бидете среќни за нас. Мајко, седни тук. Повели, седни долу. Музика!
чудесно. Денот ми изчекувани. Постојано мислим на твоите зборови и за пак да се сретам. Тој ден светот за мене става преубав. Аладин, и ти мене ми го промени светот. Сакам да ти дадам нешто што зборовите не може да го опишат. Што е тоа? Светот. Сакам да ти го дадам светот на дланка. Доаѓаш и со мене да не волшам на патување. Да, Аладин, сакам да се видам целиот. Со тебе. Ајде, дојди. Колко е сладка и колко е загалочна. Како прво, абу ова, абу она, а потоа, абу не ти треба, ама иц. Но добро, ако љубовта значи да ја подариш цел свет, еве еден ден и јас ке си најдам некоја мајмунка, со опашка како вајка и ги подарам џумба и една преќа банана. Светот е голем и чудесен. Сакам ти да го видиш со мене. Дојди со мене, ќе ти покажам еден сосема нов свет. Аладин, ти се шегуваш со мене. Навистина ќе летаме со овој килим. Со овој килим се е можно. Само верувај. Погледни под нас, има планини, реки, пустини, сите овие барини, само за тебе. Никогаш не сме се чувствувала ова. И да летаме по срце. Every
од бананите. Уживаа во убавините и мирот на своето царство. Но, тогаш, неочекувано, се појави тој. Јас ми горам долу веднаш. Може ќе потреба малку. И ти мене, јас ми. Не. Сега не. Види го, секаде сака да неше прсти. Ливите се за дома. Затоа дојди и седи тука. Кој зборува? Абу, ајде ти да му правиш душно, да си останеш и дома и ти. Не лути се. Остави поглед. Не чуваш, Јасмин, поред? Не така. Абу, Джино, време дојде. Што викаш? Што ќе стои така? Да ја замениме. Да изненадиме Аладин со ново. Па може. Мислам дека знам како стои. А ти кој продавач од веднаш не знам. Поверете да ходиш, гладни ти умееш. Еве го продавачот, принцезо. Добар ден, добар човек. Добар ден, принцезо. Чест беше со вашата палата и што можам да ви помогнам. Повика брате, затоа што имаме една стара лампа, која стои на табор. Да си реков да ја замерам за ново. Може да ја потребам? Видите колку много. Ало да ти се изгадва колку много. Ајде, дай да знам. Килим, тргни се. Килим, тргни се, но обесувај се како дете. Ајде, поведете да седнем. А те дали се чајте? Сиромашен парталко! Не украде лампата! И ги уништи со ништата! Твојата алшност и твојата злоба ти ги уништи со ништата! Сега, ќе те вратам таму каде што ти е местото, за секогаш! Носете го! Се случува овде? Време е ова ламба да се врати каде што приближи. Джино, имам уште една желба. Ќе исполниш? Па, само за тебе, брат. Сакам ти да постанеш човек. Обичен смртник. Ова ламбата, така е стара ламба. Но виж ти, кога ќе го посакаш? Просто да посакаш друго богатство. Твојата последна желба ќе биде за мене. Не се разбира, јас сум среќен човек. Војам се она што го прави човек среќен.
Ева мајка ми, ева Јасмин, бивам вас. Што друго може да посакам? Конечно, обичен. Јас сум обичен човек. Вие сте моето вистинско богатство. Вие сте моето семейство. Ајде за себе. Јас уште од почетокот знаев дека оној со киселото лице и онаа црвената кокошка стоја на нешто натаму. Ах, беа, колку си ти само паметен мајка. Така, моје паметно мајче. На крајот, секој си го доби заслуженото. Злобниот Џафар и неговиот предлучен пријател заврши длабоко во пустините на Африка. Чинот стана човек и ја најде љубовта на својот живот. Аладин. Аладин и Јасмин живееа среќно до крајот на својот живот. Thank you.